Почитувани, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. 14 јуни е Светски ден на крводарителите. Крвта како лек е се уште незаменлива и нејзиното добивање исклучиво зависи од добрата волја на крводарителите. Секоја поединечна донација е скапоцен подарок што спасува живот, а повторената донација е клучот за безбедно и одржливо снабдување со крв. Во нашата земја крводарителството се темели на принципите на доброволност, анонимност, бесплатност и солидарност. Кои привилегии ги имаат крводарителите? Според Законот за работни односи на Република Македонија, член 150, работникот кој доброволно дава крв има право на отсуство од работа на 2 последователни работни дена за секое давање крв. Дарителите на крв кои даруваат крв повеќе од 10 пати се ослободени од партиципација во цената на некои здравствени услуги, како што се амбулантно, поликлиничка здравствена заштита, лабораториски прегледи и анализи, рентгенски прегледи, ехографски снимања, преглед со скенер и магнетна резонанца, специјалистички лекарски преглед, болничко лекување и рехабилитација заклучно со 30-тиот ден, вклучувајќи и болничка исхрана. Освен ова, предвидени се и признанија, благодарници и пригодни обележја за секој крводарител кој дарувал крв 5, 10, 25, 50 или повеќе пати. А на самиот ден добиваат сок и лесен оброк и некој скромен подарок. Оно што денес ве прашуваме е дали крводарителите ги добиваат привилегиите што ги заслужуваат. Дали треба поголеми бенефити за крводарителите. Секако ќе ве запрашаме и на Инстаграм преку нашата Инстаграм стори анкета, а прашањето е следно. Дали доволно ги почитуваме крводарителите? Имате 2 опции за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор, ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. А во продолжение ќе ми биде чест и задоволство во ова денешно издание на Црвена линија да ја вклучиме и денешната гостинка со која што ќе го истартуваме ова издание, госпоѓата Сузана Тунева-Пауновска, која што воедно е секретар на Црвениот крст на град Скопје. Верувам дека добро се гледаме, добро се слушаме, ви го честитаме Светскиот ден на крводарителите и верувам дека денес постоеше некакво одбележување во рамките на Црвениот крст, бидејќи ова е сепак Светски ден. Така, благодарам пред се за можноста еве денеска да се обратиме кон гледачите на Телма телевизија, заради тоа што 14 јуни, Светски ден на крводарителите, се одбележува на глобално ниво во рамките на она што значи Меѓународен Црвен крст, меѓутоа и Светската здравствена организација. Оваа година крводарителите или 14 јуни го одбележуваме под мотото Ви благодариме крводарители, е многу блиску поврзано со она што пред малку го говоревте дека денеска ќе се запрашаме дали крводарителите доволно се почитуваат. Јас сметам дека крводарителите пред се хумани луѓе кои што со самото тоа што одлучиле да бидат крводарители веќе имаат посебно место во заедницата, бидејќи се луѓе кои што даруваат дел од своето тело, значи дел од својата течност за да спасат нечи живот. Денешниот ден го одбележавме на тој начин што зборувавме пред се за тоа што значи да се биде крводарител во рамките на Дневниот центар за доброволно крводарување во Даре Џамбас на Црвениот крст на град Скопје. Меѓутоа истовремено низ целата држава во рамките на општинските организации се чествуваат крводарителите кои што навистина дариле многу пати крв. Искрено се надевам дека оваа традиција во нашата држава ќе си продолжи, заради тоа што и во време на ковид пандемијата ние воопшто не осетивме недостаток на крв и крвни продукти. Меѓутоа се случува во одреден временски период од годината да имаме потреба од дополнителни крвни единици и токму заради тоа и оваа недела што следи, значи од понеделник, поради тоа што имаме дополнителни потреби во клиничкиот центар, се организираат дополнителни крводарителски акции, еве еден повик до сите хумани граѓани крводарители кои што сакат да се приклучат кон ова, да кажам, воредна активност која што имаме во овој летен период, заради тоа што високите температури, патувањата на луѓето, летните одмори придонесуваат редовните крводарителски акции да бидат со понамален број на дарувања.
Интересно дека и во нашата земја запознаени сме со поголем број на бенефиции, секако следуваат и слободни денови и така натаму. Но како е за крводарителите во Европската Унија? Еве, барем дали тие добиваат некакви бенефиции, како таму всушност функционираат работите? Па знаете како ова што ние го имаме како бенефиции во нашата држава се уште од стариот систем кога бевме дел од некогашна Југославија и уште во неколку земји во регионот се практикува. Сите оние кои што се стремат кон Европската Унија, веќе тие бенефиции не се дел од доброволното дарување на крв, заради тоа што во Европската Унија едноставно се работи на подигање на свеста на младата популација дека крводарителството е бесплатно, анонимно, доброволно и не треба ништо да се очекува за возврат, освен она почит и она што значи позиционирање во заедницата како хумен граѓанин. Таа хумена димензија ние во нашите да кажам заедници веќе ја имаме долго време. Уште од самото формирање на Црвениот крст крводарителството е некако како дел од биографијата на оваа наша држава и токму заради тоа сметам дека и нашето влегување во Европска унија нема да предизвика некои дополнителни проблеми во однос на крводарувањето, бидејќи со самото тоа што се дарува крв, пред се проверува крвта, со тоа што едноставно знаеме дека сме добри, здрави, дека можеме да имаме комуникација со лекар при дарувањето на крв и сето тоа ни допринесува за едно, да кажам, побезбедно да се чувствуваме за нашето здравје и истовремено да спасиме човечки живот. Значи во Европа не постојат бенефиции, едноставно само постојат оние награди, чествувања, она што значи големо благодарам и на некој начин тоа семејство на доброволни дарители на крв сите сплотени заедно и работат на подигање на свеста за доброволното дарување. Еве, ако сега можеме да направиме некоја паралела со новите генерации, бидејќи еве како што гледаме и бенефициите и наградите и се она што следува за крводарителите е наследство од поранешната нели СФРЈ. Но еве меѓу новите генерации се забележували истата таа желба да станат дел од големото крводарителско семејство? Да, навистина радува фактот дека младите луѓе воопшто не зборуваат за никакви бенефиции, едноставно даруваат крв заради тоа што сакаат да се чувствуваат социјално одговорни личности. Имаме една формација во рамки на Црвениот крст клуб 25. Тоа се млади луѓе од 18 до 25 години кои што за овие 7 години даруваат 25 пати крв и тоа е најголемата група на млади луѓе кои што всушност се јадрото на понатамошната традиција на крводарителството во нашата држава. Во Црвениот крст на Република Македонија едноставно зборуваме за една ваква форма на здружување на млади луѓе и тоа во рамки на глобалното меѓународно движење на Црвен крст околу 15 на држави го имаат тоа како модел за мотивирање и многу радува фактот дека го имаме ние тоа во нашата држава. Младите луѓе навистина се личности кои што малце поинаку ги гледаат сите оние секојдневија и се она што значи предизвик во она да речем секојдневно живење, живеат еден поинаков начин, малку по, да кажам, активен во делот на она кога во некогашна Југославија имавме друг систем на организирање, на младинското организирање, така да мислам дека не постои, да кажам, некоја, да кажам, страв во рамките на нашата држава, дека како одминува времето на луѓето кои што веќе навистина ги поставиле темелите на доброволното крводарување во рамки на Црвениот крст, младата генерација на луѓе кои што доаѓаат продолжуваат по истите стапки. Еве, низ вашето искуство, дали може да ни кажете дека целосно се почитуваат привилегиите кон крводарителите или добивате еве поплаки дека наидуваат на проблеми, односно не се исполнува оно што го очекуваат? Знаете како, значи генерално тоа што го има во законските рамки треба да се почитува и оние кои што работат во државните институции мислам дека тука многу полесно сето тоа се следува. Малци имаме нормално проблеми во однос на приватниот сектор, меѓутоа тоа се работи и ево договор со работодавачот. Генерално мислам дека кај нас се почитуваат сите оние, да кажам, бенефиции кои што ги имаат крводарителите. Меѓутоа повторно ќе ви кажам, ние во Црвениот крст исклучиво работиме на подигање на свеста дека сето тоа навистина не треба да ни биде важно кога одиме под мотото доброволност, анонимност и едноставно
хуманост пред се, за да се спаси човечки живот, а останатото големо благодарам и она што значи чествување на тие луѓе во сите оние можни, да кажам, настани кои што ги организираме, каде што се величи бројот на дарувањето на крв, каде што тие луѓе едноставно зборуваат во заедницата за да мотивираат други, е нешто што не може да се плати финансиски, едноставно тоа е една валоризација на тоа што една хумана личност може да даде во општеството во кое што живее. И драго, ние не случајно прашавме еве каков одзив има меѓу новите генерации, не очекуваат ништо што токму и така треба да биде со оглед на тоа што најголема награда е спасувањето на човечки живот. Па еве дали имате некакви планови во рамки на ова лето со оглед на тоа што ќе почнат нели и летните одмори, па еве колку сте активни во однос на оваа сезона, бидејќи летото знае да биде полно предизвици, па токму и да има потреба од повеќе резерви крв. Да, така, точно е тоа дека кај нас во Црвениот крст и когаш крвта, мислам имаме еден слоган, дека крвта е таа која што треба да го чека пациентот, а не обратно. И токму заради тоа планирањата кои што ги работиме со Институтот за трансфузионна медицина на дневна основа, едноставно се практикува таа бројка која што е критична бројка на крвни единици во Институтот за трансфузионна медицина не сме да падне, значи под таа критична бројка и секогаш организираме некои дополнителни воредни крводарителски акции, посебно во време на летото, заради тоа што имаме повисоки температури, рековме годишни одмори, повеќе раздвижување на луѓето не се присутни нели во средините каде што живеат. Меѓутоа повторно ќе кажам со едно добро планирање досега немавме проблеми. Се надевам дека и ова лето ќе биде безбедно и покрај тоа што нели очекуваме да имаме дополнителни апели од наша страна, како што и пред малку реков, добре дојдени се сите од понеделник до четврток да бидат дел од воредните крводарителски акции што ги организираме во Даре Џамбат во дневниот центар за крводарување на Црвениот крст од 8 до 16 часот секој ден, така да навистина сметам дека сите заедно со една одговорност кон луѓето на кои што им ја потребна оваа драгоцена течност, ќе направиме се и ова лето да помине безбедно и се како што треба по најдобар ред. Благодарам многу што одвоивте време и се вклучивте во издание на Црвена линија. Секако по разговорот топло препорачуваме да останете со ова издание и да ги слушнете гледачите, кои што верувам меѓу нив голем број од нив се и крводарители кои што ќе се вклучат, па ќе го пренесат своето искуство и тоа како е чувството да се биде крводарител. Благодарам многу уште еднаш за вклучувањето во Црвена линија и се слушаме во една наредна прилика. А сега преминуваме на вас. Се подразбира дека за да се вклучите во Црвена линија, праксата останува иста 023070005. На самиот почеток ќе ве замолам колку пати да повторуваме мора да биде така да се намали целосно тонот на телевизорот. Одиме со првото вклучување во Црвена линија. Добар ден. Много добар ден. Господине Љупчо, дали сте вие крводарите? Да, моментално во мирување, бидејќи примам терапија за контрола на диабет. Иначе имам 146 пати дарувано крв. Браво! Па еве, низ вашата историја како крводарител, што е она на што се подразбира спасувањето на живот е најголемата награда, но дали еве лично сметате дека ги добиваат крводарителите привилегиите кои што ги заслужуваат? Видете, јас не можам да кажам дека не сум ги искористил бенефитите што следат по закон. Меѓутоа ми смета, последно време се случуваат некои игри, а тоа е да кажеме во минатото, тој печат дека вие сте крводарител, дека сте ослободен од партиципации, го даваше подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување. Па некој се направи паметен, сега ве врати под клиника за трансфузиологија, тие ви даваат под. А што е најбитно, кај додите мора да носите еден лист дека сте крводарител над 10 пати, а имаат компјутер каде што таа да кажеме работа треба да биде уфрлена дека вие сте ослободен од партиципација и од такви да кажем формалности. Тоа е едната работа. Последно време сега пак ја речеме мојата примарна здравствена организација е тука на 500 метра од мене. Тука има комплетна лабораторија. Некој паметен од фондот не натера нас крводарителите да мораме да користиме лабораторијски услуги само во државна, да не кажам лабораторија, повеќе што се под јавно здравствена установа.
И сега гледате, тие игри малце сметаат. Ако веќе имате вие соработка со таа приватна здравствена установа, зашто ја морам да одам да користам услуга во јавно здравствена установа под државна капа? Сега човек може ќе се јават некои други луѓе, ќе кажат, па некој друг пример каде што па не се почитуваат овие работи. И од сето тоа е произлегло од ова што не е централизирано, да не речеме евиденцијата кој е ослободен, кој не е ослободен, кој ужива бенефити, кој не ужива. Затоа што мислам дека покрај нас бенефицираните има уште огромна маса на луѓе што ете така се провлекуваат и ги користат бенефитите, а фондот нема контрола. Благодарам многу, Љупчо, за вклучувањето. Драго ми е што еве сте дел од крводарителското семејство, со колку што паметам над 140 единици крв дарување. Браво. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Повелете. Јас не сум крводарител, али во животот сум дал 5-6 пати крв. Ја не знам зошто ова се спомнува крводарител. Продавање на крвта. Јас ако давам крв, крводарител, и треба да останам тука, а не да барам бенефици контра услуги, значи ја продавам крвта. Во Европската унија, еве, слушнавме, не постојат бенефици. Дали верувате дека, еве, и без бенефиција може би и подобро да бидеме крводарители? Види, подобро е да бидеш крводарител, пак човек, ако може да биде таков, може и се прочистува и телото со крвта. Тоа од една страна е подобро, од друга страна хумано е, а од трета страна, ако сум крводарител, да барам бенефици, додам по шалтерине да кукам. Крв давам, без пари сакам ова, без пари сакам она. И ќе се збогатам со тоа. Тогаш нека се напиши крвопродавање на крвта. Се слушаме ли отидеме? Да, ве слушаме. Јас така тоа го гледам, па секој како сака така нека мисли. Се знае крводарител, точка, сум дал крв, пријатно. А не додам да кукам по вратите зашто сум дал крв, па ја ќе се дичам што сум дал крв. Не се согласувам со тоа. Крвта е стварно да помогнеш, а не да одиш да не наплачеш после тоа. Така, благодарам. Имате ли уште нешто да додадете? Како да е, благодарам многу за вклучувањето. Еве можевме досега да слушнеме два одговори. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Честит ден на крводарителите. Јас спаѓам исто меѓу тие крводарители. Дали се слушаме? Да, ме слушаме, продолжи. Јас спаѓам меѓу тие крводарители. 20 и нешто пати имам давана. Големо е и прекрасно чувството кога се дава драгоцена течност, која што во светот до ден денеска не може да се направи на вештачки начин. Значи, направени се многу обиди, барем по литература што се следи, меѓутоа до некаде е стасано, меѓутоа не е тоа како што е крвта природно нели дадена од Бог. Иначе за бенефициите, јас сум искористил бенефиции во државно здравство збориме. Значи снимање на рентген, биохемиски анализи некаде по клиничкиот центар, али во приватните лаборатории имав сега прилика да одам, тама не важи од поголемите, за да не ги именувам кои се како се, не важи дека си крводарител над 10 пати, мислам така ми беше кажано, тоа е тоа, така е решено валјда на некој ниво, али во државното здравство сум ги искористил и сум благодарен на сето тоа. Инаку од една кеса крв, една единица од 450 мл спасувате 3 животи. Во последно време се дава и аферезен тромоцитен концентрат преку автоматски клеточен сепаратор, кој што сега го практикуваме тоа и тоа така го давам, како само тромбоцитни клетки даваме, тоа се вика жнење на тромбоцитни клетки во сопствена плазма, каде што се помага на пациенти кои што имаат потреба само од тие тромбоцитни клетки, а вашата крв автоматски се враќа во телото, процес кој што трае малце подолго време, околу час. Ке подсетам време траењето на едно јавување 90 секунди, но и големо благодарам за вашето вклучување во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво, да се намали тонот на телевизорот. Вие сте ни редовен гледач, да не се слушам јас од другата страна. Добар ден. Ајде, добар ден. Ајде. Повелете. Уште како среднист, повеќе од авантуристички побуди сум давал крв.
Па после тоа, добро, војската и работи JNA, такви работи, таму се даваше крв и да не ćeš ке дадеш. Значи, зборувам за Југославија, лошиот диктатор Тито, што ни правеше. Па после другиот пут на мигнета има некоја сообраќајна несреќа у фамилија, мој човек, родител, имаше сообраќајка, па ајде, тогаш пак давав. Па давав некаде до 2006 година и кога видов дека ништо не се цени, значи ова крводарителство, више не давам, да ти кажем искрено. Па и за мене, ако треба... Како тоа го објаснувате, не се цени? Сметате дека бенефициите мора да ги има? Види вака сега, додека беше Јосип Брозова на држава, тогаш значи се тераше доброволна основа. Ама гледав еден филм со Томи Ли Джонс, само некој филм од 70-ти години, и со таа женската негова, наркомани и двојцата, како до пари отидоа продадоа крв своја и дојдоа до дрога. Значи ми беше муабетот, изгледа ќе мора пазарна економија, бидејќи демократијата само на тоа се заснива. Пари, пари и само пари. Така да, ако даваш крв, барем има и некој бенефит од тоа финансиски. Ајте, они продадоа крв своја, земаа дрога. Поздрав, пријатно. Благодарам многу. Уште еднаш ќе укажеме на тоа што, например, еве во Европската Унија не постојат привилегии и бенефиции, односно крводарителството е своеволно и практично очекувано со цел како најголема награда е токму спасувањето на човечкиот живот. Но како и да е, кај нас се уште постојат привилегии и бенефиции за луѓето кои што даруваат крв. Па еве, дали крводарителите ги добиваат привилегиите кои што ги заслужуваат? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Исто јас сум крводарител. Јас имам 98 пати дадено и плюс 3 пати во војска, тоа не ми е евидентирано во трансфузија. Значи 101 пат имам дадено крв. И кога давав крв, многу добро се осеќав. Значи, садно кога ќе даеш крв, така има восет како да летам. Значи, толку добро сум се осеќал. А за овие, за привилегии, што се... Па, добро, има нешто, ама, како да ви кажам, не е се тоа. Мислам дека треба малце повише да биде ценети ние овие крводарители. Значи, во овие државни институции имаме привилегии приватни, треба да направат некој договор со приватни, барем за крв вадење, за да си ја провериш крвта, тоа да не се плаќа. Иначе, овие други во државни институции имаме привилегии, мислам, тоа стварно е добро. Само да направат за крв во приватни, сега кај нас имаме, доаѓаат 3 пати неделно приватни што ни земаат крв за испитување. Тоа се плаќа. Ние го плаќаме тоа. Така да, ако може тоа да се направи, иначе добро е. И во државни е супер. Благодарам многу за учеството во црвена линија, секако и за тоа што го споделивте своето лично крводарителско искуство и да не заборавиме, еве можевте досега да слушнете на што укажуваат гледачите. Да видиме останатите што ќе одговорат во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тина, тоа е добро, например, што го имаме ние бенефициите, крводарителите, правя муабет. Али ека предходниот гледаш што мало кажа, зошто, например, да одеш да си провериш крвна слика, првите ти зима пари, а ти си крводарител. Ајде други бенефиции не сакаме од приватно, тоа си е приватно. А зошто бенефиции не направи, например, за крвна слика, еве, така испаѓа деновите. Јас сум крвдарител 45 пати имам да дадено крв јас. Ја од војска почна да давам крв. И затоа добро, имам бенефиции некои си, не ги злоупотребувам, али најмногу е што секој еден кој што сака може да дава, тоа не е страшно, не е едни викат завиство, ало не е врска тоа зависност и тие работи. Тоа е твое самоволје. Така, еве, кои се според вас и здравствените бенефити од дарувањето крв? Во здравствени, во државните фондови, јас сум ослободен од се.
Лично за мене правам муабет. Така, но еве и како се чувствувате? Имаме гледач кој што вели дека како Далита многу подобро се чувствува кога Не, тоа се некои си своји, како да ги кажам, мислење. Не може тоа да биде лета минува. Добро, благодарам многу за јавувањето. Како и да ќе повториме, најголема награда е привилегија и бенефит е да се спаси човечки живот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ева, сега, јас можам све добро да кажам со ова, ама јас сум крводарител од времето на Југославија уште. Она што го дарував преку 30 пати, го немам нигде. Избришан сум како да не постојам. Порано се признаваше печатот во здравствената книжка, сега никој ништо не признава. Без да видам каде, нигде не постојам. Како да не сум дарувал крв. Како го обяснуваат тоа? Па, како го обяснуваат, не постоиш. Едноставно, како викаме ние, никој не постои. Едноставно, не постоиш. Како личност, како жив човек. Или тоа е тоа. И затоа малце треба да се уозбилиме. И сите ние што даваме, јас се уште давам од време на време, за кога се прават некои акции за пријатели за ова зона. Се уште го правам тоа, иако не барам ништо, али едно треба во држава, пошто треба да поведете едно, колку политичари даруваат крв. Ако нема ни 1-2%, тогаш да им се наплаќа крвта по 100.000 евра единица. Пошто тие крвта не испие едноставно, што викам ние. Пошто не постоиме за нив, едноставно како народ, како личности, како све. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжете секако да не следите, да слушнеме останатите гледачи што ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, јас секако како и секогаш предност даваме на гледачите кои што директно ќе се вклучат во црвена линија, но секако ќе ве потсетам дека оние кои што нема да успеат да се вклучат во црвена линија, вашите одговори може да ги дадете и на нашите социјални медиуми. Профилите се Facebook црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook се разбира преку коментари, споделување и така натаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ја сум анонимен крводарител Тони Трајковски од Куманово. Голем поздрав до вас, господине Тони. Благодарам исто. Значи, преку 30 нешто литра до сега имам дадена крв. Една работа, значи тоа направите математиката. Работата, овие бенефитите што ги имаме, бенефициите се само во јавното здравство, за жал. Светска здравствена организација има донесено некои закони таму, кај што треба и овие прегледи или, како ги вика, лабораториски овие анализи, би требало, по мене, би требало и таму да бидат бесплатни. Ја кога давам крв, не прашувам за кого е. Дали е приватно, дали е државно, дали мислам дали... тоа се случува, да кажам, не знам, може би некој ќе се јави подоцна и ќе го каже своето искуство. Ја имам искуство у приватни лаборатории, каде што треба да ги имаме овие бенефити, па што сме крводарители. За сите важат, едноставно. Понатаму би ги повикал сите млади луѓе, поготово машката популација, да даваат крв редовно на секои 3,5 месеци, мислам дека идат акциите. Беше кажано дека младите покажуваат голем интерес и не се заинтересирани за бенефити. Драго, ја повикувам.
Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Еве, убаво и што ги повикавте и младите, но секако од нашата гостинка денеска во Црвена линија, а тоа е госпоѓа Сузана Тунева Пауновска, која што воедно и секретар на Црвениот крст на град Скопје, имаше пофални зборови за новите генерации, каде што е голем интересот и она што беше напоменато дека младите всушност не се толку не им преднечат бенефициите во однос на тоа дали ќе ги имаат или немаат, но секако желни се да даруваат крв. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Одамна не сме ве слушнале. И до вас. Јас имам дадено крв 108 пати. 108, браво. 108 пати дадено крв. Од војска почнав да давам, па давам некаде до да отидох во пензија. Не се ми фати после шекерот и не затоа пада. А ги терапија не дава. Али бевме да гради, што дарува века. На секоја врата пишеше еднакарите. Редот има крводежите, а сега ништо нема. Тоа е. Треба да се воведе малку онет. Имаме само, не платаме за анализи на крвта, и тоа не гледаат напреко, како не платаме. Напреко не гледаат од те платаме од тој. Тоа е тој. Види поздравен. Бидете поздравени, секако благодарам за вашето учество во Црвена линија. Еве неколку одговори од гледачите кои што ги вклучивме во Црвена линија. Неминовно е да се постави ова прашање, односно сметате дека и во приватното здравство крводарителите треба да имаат бенефиции. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Многу бела тема сте ставиле. Јас да ти кажам, ја имам дадено само 3 пати крв, ама затоа сум примила, Тина. И ако не беше таа крв, сега јас немаше да се јавам во емисија. Значи, многу е битно да даваат луѓето што можат да даваат, спасуваат живот. Мене би го спасија. И тоа првата крв што ја примив, се сеќам дека беше од некој ром и баш керка ми рече: мамо, да знаеш, една радосна вест од Ром. Ромите важат како многу здрави луѓе. И јас така една насмевка ми дојде на лицето, викам: Боже, ќе оживам. Сваќаш како? И замисли ти, тој некој Ром ми го продолжил животот, па после беше еден албанец, значи, сакам да кажам, па после тек некој ми дава поише врекички. Сакам да ти кажам, тука веќе нема разлика кој како би требало усе да бидеме така, нели, да се сакаме и да си помагаме. Ете во овој момент, сега зошто да немаат бенефиции, тоа не ми е јасно. Значи, замисли, молим те, јас како патилец кажувам, а колку има како мене, па што им го спасиле животот, зошто па да не ги има тие бенефиции? Зошто да има бенефиции во приватното здравство? Па зошто да нема, Тина? Значи, знаеш ли што значи еден живот да ти спасат? Значи, не дај Боже да се најдеш во таква ситуација, него сакам да кажам, има многу како мене. Секоја чест на тие што помогнале, секоја чест на тие што даруваат, што може да даруваат. Инаку јас кога дарував, да ти кажам најискрено, немаше тогаш. Не се сеќам дека ми дадоа нешто слободни денови, ама па ми беше убаво на душата зашто дадов, нели? Така, тоа е најголемата награда. Еве вие со оглед на тоа што вашиот живот е спасен благодарение на крводарителство. Тоа е доволна награда и можеби нешто што е најголема бенефиција. Но како и да е, кога веќе сме кај бенефициите, а тие и постојат и со закон се утврдени за крводарителите, еве се наметна и ова прашање во текот на ова издание на Црвена линија, дали според вас можеби во приватното здравство крводарителите треба да имаат бенефиции. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако ве слушаме во Црвена линија. Благодарам. Вака ќе покушам да зборам побрзо да може да опфатам што мислам. Прво, честитки за сите што се дарители, посебно рекордери. Значи, немам зборови со тоа што тие, значи, толку многу животи ти спасиле. Јас имам користено крв, имам 2 операции правено, па да не биле тие, јас ќе бев некаде на друго место. Значи, така да ми се чини дека сега во однос на овие бенефиции што им се дават, зашто некој да се буни, зашто да нема? Па прво,
Тоа е прво хумано што дава крв. Меѓутоа, тоа е една сатисфакција тој да не плаќа преглед, да речеме, за лабораторија, за било кој, да речеме, услуги во здравството. Али зашто приватното здравство не ги признава тие услуги и не им дава бенефиции на пациентите? Дали тие, значи, ако отидат кај нив, дали они ја плаќаат крвта што ќе му ја дадат на оној кој што ќе се опериса кај нив? И тие ја земаат без пари таа крв и му ја дава на пациент. Па тоаш биди хуман, тоаш и они нека возвратат нешто на тие што, значи, ја дале таа крв. Меѓутоа, нешто друго мене ме буни. Човекот кој што има дадено најмногу крв, значи тој од Кичево, негде околу 200 пати, човекот умре за крв. Значи, за него немаше крв и ми се чини дека тоа треба да се преиспита, макар да е поодамна, меѓутоа да се преиспита и некој за такви почетнам да да одговара. Зашто да нема крв за... Благодарам многу за вклучувањето. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди и на X платформата коментар на Бокан сосема логично во однос на значењето на денешниот ден. Прашува ве, има ли крводарители тука или ви се врти кога ќе видите крв? За многу години денот крводарители. Како и да е, 14 јуни подсетуваме Светски ден на крводарителството под мотото Ви благодариме крводарители. Па Иве, во текот на ова издание на Црвена линија се постави ова прашање. Дали може би треба да има и бенефиции за крводарителите и во приватното здравство? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Намалите го тонот на телевизорот. Ќе го намалиме, госпоѓо. Ајде. Го намаливме, госпоѓо. Така ве слушаме, повелете. Говорете, не слушате? Да, повелете. Јас се извинувам, меѓутоа, ова програма и ова емисија што се води, револт е меѓу граѓаните, но, мислам, нема потреба. Само нервози стварате меѓу луѓето. Што добивате со ова? Кажете ми вие дали сте крводарител или... Не сум крводарител. Не. Так. Не, што добивате со ова револт меѓу граѓаните стварате? Како добиваме револт меѓу граѓаните кои што... Како? Кажете. Па и ве кажете вие како ве револтираме. Револтирате, и провоцира луѓето се агресивно зборуваат по телефони кога се говори. Па досега од сите јавувања вие најагресивно звучите. Жал ми е, но морам така да кажам. Сметате ли дека има доволно бенефиции за крводарителите? Не помове за крводарители. Па тоа ни е темата, многу ми е жал. Ако сметате дека е агресивна тема да зборуваме за привилегии и бенефиции кај крводарителите, многу ми е жал, но драго ми е меѓу другото и ве што се вклучивте во Црвена линија, па може би малку со агресивен тон, но сепак дозволено да го слушнеме сечие мислење, па така и вашето. Да се навратиме на 14 јуни, тоа е денешниот ден кој што е препознатлив на мапата на Светската здравствена организација како Светски ден на крводарителите. Дали сметате дека крводарителите ги добиваат привилегиите што ги заслужуваат? Дали може би и треба како во Европската Унија да не постојат привилегии и бенефиции, но и од гледачите кои што се дел од крводарителското семејство, слушнавме дека би посакале да имаат барем некакви бенефиции во рамки на приватното здравство. Па дали сте и за тоа да има бенефиции и во приватното здравство? Добар ден. Добар ден. На линија сум? Да, повелете, ве слушаме. Вака. Ако еден крводарител дарува крв и спасува живот, и тој да има барем колку толку и во приватното здравство, зашто крвта е како да му го взимаш улјето на автомобилот кога го троши. Па да го обновиш. Сум давал крв и знам како е, и знам на кого сум давал, на оние што после ме тепаа. Многу ми е жал. Добро рече, провокативни теми ставате, наметнувате,
и многу имам забелешки кај возителите, многу зборувате и наметнувате на луѓето од околу теми, ги правите будали, не знам што ли не ќе направите, само и само да дојде. Добро, многу ми е жал ако се чувствувате како будала што се вклучувате во денешната тема, но денеска ќе подсетам 14 јуни. Не знам од каде и многу ми е жал кај некои од гледачите добија чувство дека ве провоцираме, а всушност зборуваме за светскиот ден на крводарителството. И многу ни е драго што и ве можевме да слушаме од гостинката со која што го започнавме ово издание на Црвена линија, дека особено и меѓу новите генерации огромен е интересот за дарување крв. А и од вас, гледачите, слушнавме дека има и меѓу вас кои што денеска сте неизмерно благодарни на оние кои што преку својата крв го спасија вашиот живот. Па тоа ако создава агресија кај одредени гледачи, многу ми е жал. Како да е да се навратиме на темата? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на телевизија. Секако сте, верувам дека не ви звучиме агресивно што зборуваме за крводарителство. Голем поздрав, Тимче, до вас. Благодарам. Одма подхитно гледачите што се провокатори, исклучувајте ги без да дозволувате да се нервираме. Па не, тие велат дека ние ги нервираме, но како да е дозволено е секој да си го каже своето мислење. Да, меѓутоа треба вака сега. Првин денот да му го честитам на сите крводарители. Друго да ви кажам, дека од 80-та година сум стручен соработник во транфузија, имам даено 125 пати крв и 5 пати плазма. Честитки, многу ни е драго еве што се вклучивте во Црвена линија со оваа ваша приказна крводарителска. Па еве слушнавте досега некои од крводарителите, гледачите рекоа дека би посакале да имаат некои бенефиции во рамки на приватното здравство. Види, би требало, Тинче, и по закон, зашто крвта они ја земат и ја набавуваат кај што ја даваме ние, и ако се чува, например, во транфузија или во даре джамбас. Сепак приватниците, ние не одиме во приватна институција да даваме крв и оние користат нашата крв. Така да би требало, него ја имам некоја замерка што опште не откачуваат ние што сме со многу број но давање на крв. Јас и моите деца ги 90 секунди е време траењето. Јас се надевам дека повторно што поскоро ќе го завртите нашиот број за да добиете нови 90 секунди. Големо благодарам и многу ми е драго еве што во ова денешно издание на Црвена линија голем дел од гледачите се дел од крводарителското семејство кои што имаат дури некои повеќе и од 50 и можеби и 100 пати дарување крв. Како и да е, горди сме на вас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Добар ден, Тина. Да се представам. Јас сум повеќе кратен крводарител со 55 дарувања крв. Честитки, драго ни и горди сме што ви имаме во Црвена линија. Повелете. Меѓутоа имав една немила случка пред 8 години, лактот го повредив, скршеница имав, ниедна клиника не ме прими и бев приморана да одам у приватна клиника и да платам 1700 евра операција. Дали би се верува? А врз основ на што не бевте примени никаде во рамки на државното здравство? Затоа што немаше место, толку многу пациенти имаше вечерта, да јас на вистина од една на друга, на трета клиника и завршив во приватна клиника. Па Иако имам 55 пати дарување крв и сум спасила многу животи. Дали сметате дека тогаш со ваква информација може би треба да се создадат бенефиции во рамки на приватното здравство за крводарителите? Секако.
Дали ве укажавте, да речеме, до оние кои што ја водат евиденцијата за крводарители, кои што се грижат за... Имаше однос по клиниките, па кој бе терал да дарувате крв. Ето, Благодарам многу. Жал ми е што сте имале таква голгота, но како и да е, и горди сме што сте дел од крводарителското семејство. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Им честитам на сите што се крводарители да продолжат тие што нема дадено да дадат крв. Затоа што тоа е хумана, али што немаме никакви, мислам, доволно не сме услужувани. Идеш, кажеш дека си крводарител, еве претходната гледачка ја поддржувам во се. Јас сум 4-5 операции правена, немаш никакво предимство. И крв за се, ако земеш нешто друго да испитуваш, одма ти зимат пари. Секаде ти зимат пари. И чекаш ред, немаш никакви услови. Кратко и јасно, се најубаво да се измене законот за крводарителите. Јас имам дадено 33. И немам никакво 4-5 операции има правено. Да се малку поведе сметка за крводарителите. Дека идеш немаш предимство. Дали ве наназад низ годините, малку поназад, нели, во минатото беше поинаку? Дали... Мислам, ја сега не сум била, јас сум више пензионер, 80 годишна и не ми се оде по доктори, како ми Господ пишал така. Што гледам што се случуваат на контактните мисии, што се јавуваат, какви проблеми имат. Да не даде Бог да се разболеш, ја тоа ќе кажа. Да не даде Бог да се разболеш. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. И вам и на сите гледачи кои што се вклучија во Црвена линија, им посакувам да ни бидете во добро здравје, се разбира, и секако нека се зголемува семејството на крводарители, тоа значи голем број крвни единици, спасување на човечки животи. Да ги погледнеме рекламите, а подоцна ќе ви ги соопштам резултатите од нашата анкета. По рекламите, ајде да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Топло препорачуваме да не заследите и веќе од понеделник и вие активно да давате одговори и да учествувате во нашите анкети. На прашањето денес, дали доволно ги почитуваме крводарителите, со да одговорија 21%. Со не одговорија 79%. Тука останува да се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество и го креиравте ова издание на Црвена линија, но и секако ве поканувам и ќе ми биде особено драго да бидете дел и од Заврти на Тилма. Квизот кој што сите го гледате денес, онака 5 точки, некој ќе освои нова прва смукалка. Се гледаме.